17 дена штрајк со глад пред полициската станица во Свети Николе. Сопругот на исчезнатата Злата, Дејан Јанков, продолжува да штрајкува со цел, како што вели, да ги пробуди институциите и со надеж дека потрагата за неговата сопруга ќе заврши што побрзо со позитивен ишод. Тој нагласува дека нема да се повлече додека не добие конкретни одговори и дека веќе размислува штрајкот со глад да го продолжи пред МВР во Скопје. Оти тука не сме видливи за министерството, затоа сакаме малку да закрепнемо и само мислам дека ќе бидеме повише видливи, повише ќе имат интерес да работат, мислам, дека ќе дојде до некои големи човеци од министерство. Дејан изминатите денови во неколку наврати беше хоспитализиран во болница, но вели дека не се откажува и апелира случајот да се тргне од мртва точка, да се ангажираат нови истражители и да се покаже грижа кон граѓаните. Тој во телефонски разговор за 24 кажа и дека во меѓувреме од полицијата побарале ДНК од неговиот син со цел споредба со пронајденото тело на жена во фаза на распаѓање во близина на Зрновска река. Но, засега официјални резултати од истрагата се уште нема. А дали и што конкретно се превзема во насока на пронаоѓање на исчезнатата Злата? 24 повторно праша во МВР, од каде ни ги посочија истите одговори како и на почетокот на штрајкот, односно дека Министерството превзема низ оперативни мерки за нејзино пронаоѓање. Со подршка на специјални полициски единици, вршен е преглед на терен, водно и воздушно пребарување и наблюдување, како и прибирање на оперативни информации, повикување на лица на службен разговор, а ставени се и лица на полиграфски испитувања. Од страна на единици, ловни друштви и локалното население, по долг период пребарување теренот во поблиско и подалечно обкружување, но до овој момент не е дојдено до информација или траги во врска со лицето. Инаку, тогаш 45 годишната Злата Јанкова исчезна среде бел ден од селото Орел, каде со сопругот имале викендичка и се занимавале со земјоделие, откако таа тргнала кон својот дом во Свети Николе. Незиниот сопруг, пак кој веќе 17 дена штрајкува со глад, вели дека постојано се распрашува за текот на истрагата, но одговорот секогаш е ист, дека потрагата продолжува, а нови информации нема.